Работници од Штип ги пријавиле своите компании за неисплатен или минимално исплатен К-15. Поради ова, според порталот Сакам да кажам, работници по новогодишните празници своите фирми ги пријавиле во трудовата инспекција. Има пријави од 20 работници и тие се однесуваат за неисплатен или минимално платен регрес. Инспекторите веќе се на терен и ги проверуваат наводите во пријавите. Сите нерегуларности ќе бидат санкционирани, Вели раководителот на инспекторатот во Штип Методи Дамјански. Освен во Државниот инспекторат поплаки по истиот основ имало и до Сдруженијето Гласен текстилец. До вчера бројката беше некаде околу 50 пријави, денеска гледам дека се некаде околу 66 чинам. Она што го гледаме има исплати по 100 денара, 250 имаме во Куманово, понатаму 2000 денара. Меѓутоа, она што е очигледно оваа година е дека многу повеќе од работодавачите се осмелија воопшто да не исплатат регрес за годишен одмор, односно нула, а тоа колективниот договор не го дозволува. Од овие причини од Гласен текстилец бараат во случаев да се ангажираат повеќе државни институции, но и законски измени. Значи, ние сакаме некаде до петок да ги собереме сите податоци и да им пратиме каде што како е. И да се испита дали има спогодба во фирмите каде што има вакви некои срамни суми од 100, од 250, од 1000 денара. Морам да напоменам дека овде не е проблемот до Државен трудов инспекторат, извинете. Значи проблемот е до тоа што го овозможува општиот колективен договор, што е оставено намерно дупка за да се манипулира. И додека не се смени или да го смениме сега кој ќе го носиме законот за работни односи, да не го чекаме сојузна синдикација или организација на работодачи да се смилуваат, значи да го ставиме во законот за работни односи, да ја прецизираме сумата која треба да се исплати и да важи за сите подеднакво.